Процесот на развод на родителите представува тежок период за децата и често остава силни емоционални последици. Повеќето луѓе кај психолог доаѓаат само формално, најчесто за документ за судска постапка, а ретко за вистинска поддршка за себе и за децата. Психологот Лидија Манасиевска посочува дека по разводот малкумина работат на својата психолошка состојба, иако токму тогаш е најпотребна помош. Многу мал процент доаѓаат пред развод. Да, препорачливо е, но тие не го практикуваат тоа. Само повеќето доаѓаат за документ да земат нешто, например потврда или нешто. Така за судскиот процес, за она лично за себе не водат сметка ниту за децата, ниту за себе. Пожелно е да доаѓаат и после разводот практикуваат да ги донасат децата кои ќе пројават некоја психолошка состојба, а самите за себе не. Не, затоа и прават бегство или во коцка, во дрога, во прељуби, други и така натаму. Манасиевска истакна дека децата на родителите кои се во процес на развод често чувствуваат срам пред врсниците и средината, затоа што нивното семејство веќе е разделено, па затоа кај нив, особено кај децата во училишна возраст, може да се појави бес, анксиозност или агресивно однесување како реакција на тешката емоционална состојба. Најмногу срам од врсниците или од средината, зашто они се веќе од нивните родители се разделени, разведени се и тој срам го носат со себе. Или пројавуваат нешто ако се на училишна возраст, пројавуваат во училиште или без некој, или се пепат, или анксиозни се, многу психолошки состојби пројавуваат. Препорачувам и пред разводот и за време на тој процес кога се разведуваат и после тоа да практикуваат, да посетуваат психолог, психотерапевт за нивно добро, да работат на себе, за да подобро ја прифатат ситуацијата и понатаму подобро да функционира, да не се пројавуваат психолошки состојби како што најмногу е анксиозноста, депресија и други. Манасиевска предупредува дека недостигот на поддршка може да доведе до анксиозност, депресија, па дури и појава на зависност или проблематично однесување. Затоа препорачува стручна помош да се бара пред, за време и по разводот, за полесно прифаќање и справување со промените.